Како тргнало и оваа зима, граѓаните на Кочани и пошироката околина ќе дишаат загаден воздух кој остава штетни последици врз нивното здравје. При тоа никој децидно не ги набројува загадувачите за да може од некаде да се тргне и еден по еден да се елиминираат со цел зачувување на животната средина и запазување на здравјето на луѓето. На службите тешко им оди справувањето со потпалувачите на оган на отворено и во депониите околу градот и неколку населени места, каде од согорувањето на пластиката се испуштаат опасни материи. Уште потешко е справувањето со лицата што палат пластични предмети и гуми заради вадење на металот кој оди на продажба. Штетни материјали како текстил, гуми, кожа, потоа сурови борови дрвја се палат и во домовите, што секако дополнително го загадува воздухот и го отежнува дишењето. Советниците од новиот состав на крајот од минатата година се заложија да се заострат контролите на компаниите кои се на списокот на загадувачи, за и во тој сегмент да се стави ред. Истражувањата на специјализираната фирма која беше ангажирана да ги утврди критичните жаришта на загадување сигурно ги посочиле конкретните извори на загадувањето, меѓутоа за сега видливи резултати на тој план нема. Па се почесто се случува Кочани да избие на прво место по загадување или да е при самиот врв на градови во кои загадениот воздух ги труе граѓаните.